Драги ученици, од петто оделение, добар ден и добре дојдовте на часот по македонски јазик. Јас сум Александра Николова, оделенски наставник во Општинското основно училиште Васил Главинов од Скопје. На овој час ќе се запознаеме со еден интересен текст, односно приказна. Целите на часот се следни: ученикот да ја усоврши техниката за изразно читање, да ја разбере содржината на приказната, да ја открие темата на приказната, да ја прераскажува приказната, да твори, смислува нови дијалози и додава своји идеи, како и да ги воочи именките кои означуваат имиња на географски поими. Станува збор за обработка на текстот, односно приказната за галебот Арчибалд. Јас ќе ја прочитам содржината на приказната, а вие внимавајте на неа. Галебот Арчибалд, драги мои, како што се вели, го загубил компасот и наместо да лета над водите на големото море, стигнал во преспа. Свртел едно крупче на езерото, ја измерил брејчинската река, го дзирнал Тешево, свртел на кај стење и местото му се видело убаво по убаво здравие. Да, драги мои, решил да остане. Требало да види што има во езерото. И видел. Пробал 10 нивички белвици. Не биле како морските, ама биле риби. На третиот ден го посетил и островот. Се запознал со пеликаните и било така. Не дека не било, ама кога ги запознал рибарите и кога видел колку го почитуваат, решил да остане и да живее по преспа. По некоја недела немало човек што не го знае Арчибалд. Можел да влезе во секоја куќа. Во наколец појадувал белвици, во езерани ручал крап, а во Коњско вечерал мешано мренки со клен. Ама, драги мои, како и кај луѓето, така и кај него се појавила желба да си има другарка, да има со кој да живее, да дели и јарно и лошо. Почнал да ја покажува тагата, да и не само тој што бил тажен, тажни били и рибарите, и децата, и бабите. Сите се прашувале каде да му најдат другарка. Пишувале писма, држале состаноци, расправале надолго и на широко. Состаноци држале и ластовичките, кои секое утро го надлетувале езерото за да се ги измијат лицата и да каснат по некоја мушичка. Море, работата стигнала дотаму, та и трите чапји што живееле во наколечко блато, состанчеле и во саботи и во недели. Се случило така. 3 ластовички летнале и тргнале на Арчибалд да му најдат другарка. Тргнале. На 10-тиот ден, драги мои, од кај мало езеро, нешто како да забелеало. Дури езерото се радувало на доаѓањето на новиот жител на преспа. Трчале бранчињата, се радувале кормораните и пеликаните. Таков пречек преспа не видела. Арчибалд од среќа плачал. Тоа лето, драги мои, на островот Голем град, гостинката си направила гнездо. Пробала од нивичките белвици и го прибраа Арчибалд. Ако одите во преспа ова лето, ќе видите многу галеби. Само колку да знаете, сите тие се едно семејство. На некои Арчибалд им е татко, на други дедо, а велат има и 10 правнуци. Навистина, не ве лажам. Автор на оваа приказна е Владо Димовски. Се надевам дека ви се допадна содржината на текстот и сега можеме да одговориме на неколку прашања. Што најмногу ви се допадна во оваа приказна? Предпоставувам дека кај секој ученик тоа ќе биде различно. На некој ќе му се допаднат особините на галебот Арчибалд, на друг неговото брзо спријателување со рибарите, на трети делот каде што сите се во потрага на другарка за Арчибалд и така натаму. Што е вистинито, а во кои од случувањата не веруваш? Веројатно, веднаш можевме да воочиме и знаеме дека споменатото езеро во преспа е вистинито и постои
и дека е едно од трите поголеми природни езера во нашата татковина, како и другите географски поими што ги сретнавме. Додека сите тие потраги на ластовичките, подругарка за Арчибалд, нивните состаноци, пишување писма и така натаму, се само убави фантазии на авторот, се разбира, за да ја збогатат и разубават содржината на оваа приказна. Кои видови риби од споменатите ви беа познати? Секако дека тоа беа крапот, белвиците, мрената, кленот, што можат да се најдат во водите на нашите езера. Продолжуваме понатаму. Која е, да видиме најпрво, темата на оваа приказна? Секако, што ќе биде, ако не, патувањата и доживувањата на Галебот Арчибалд. Место каде се одвивал настанот, тоа е во Преспа. Време, кога, во пролет. Главен лик во приказната, Галебот Арчибалд. И на крај, пораката од текстот, тоа е убавините на Преспа и Преспанското езеро треба секој да ги доживее. И навистина секој треба да ги доживее. За домашна задача имате да се ги пронајдете именките што значуваат имиња на географски поими и да ги препишете во своите тетратки и да ја обработите приказната со помош на техниката ѕвезда на приказната, која се надевам на сите ви е добро позната и интересна, и ја имате на следната страница подолу. Ви благодарам на вниманието.